Општина Струмица го распиша огласот за работно ангажирање на 10 негователи за потребата на детската градинка Детска радост од Струмица. Станува збор за ангажирање на определено време од 9 месеци преку програмата Општинско корисна работа. Важно е кандидатите да се евидентирани невработени и да имаат соодветно средно образование, појаснува координаторот на програмата Нела Масалковска. Општина Струмица во соработка со Агенција за вработување на Република Северна Македонија и UNDP денеска го објави јавниот повик за работен ангажман на евидентирани невработени лица и тоа работен ангажман на 10 негователи за деца во предучилишна возраст во јавната установа Детска радост Струмица. Во оваа програма, како што кажав, можат да бидат вклучени активни баратели на работа и се разбира да имаат профил со завршено 4-годишно средно образование и тоа општа гимназија, медицинска струка, ликовно, физичко и спортско образование. Работниот ангажман на овие лица ќе изнесува 20 часа неделно, така да истите ќе бидат ангажирани од 1 јули 2022 година оние кои што имаат веќе стекнато лиценца за работа во детска градинка, додека оние кои што немаат лиценца ќе имаат првичен период од 3 месеци за стекнување на обука, така да што овој период ќе се стекнат со лиценца и потоа ќе бидат работно ангажирани во детската градинка. Ова е добра шанса и за невработените кои немаат лиценца да ја добијат за услугата негователи на деца. Општинско корисна работа оваа година ние како општина аплициравме со проект посветен на општина среќни граѓани и тука се вклучени 10 негователи и по барање од родителите во средните училишта, значи имавме само еден образовен асистент на ученик со посебни потреби вклучен во редовен образовен процес, но јавниот повик за овој ученик ќе биде во септември, така да само 10 негователи остануваат да бидат преку програмата Општинско корисна работа. Меѓу целните групи кои се опфатени со огласот се невработени над 1 година евидентирани во агенцијата. Потоа млади до 29 години, невработени кои ја изгубиле работата за време на ковид, самохрани родители, жени припаднички на ромската етничка или на останатите етнички заедници. Заинтересираните пријавите може да ги поднесат во Агенцијата за вработување до 15 јуни во периодот од 8 до 14 часот.